Голема прашина се крена во јавноста по најавената нацрт одлука за прогласувањето на дел од водно за заштитено подрачје во категоријата 5, која ја предложи Министерството за животна средина. Екологистите се против предложената форма за заштита на водно со одлука, бидејќи сметаат дека на тој начин не се нуди вистинска заштита на планината и бараат постапката да се стопира. Одлуката која што се носи е од аспект кој никогаш не бил суштински, вредноста на природата на водно, а се заборава основното, алармираат од граѓанската иницијатива Го сакам водно. Се заборава основното за кое што е заштитено. Основната цел, а тоа е заштита на градот од водно. Значи, колку што водно треба да е заштитено, толку треба да е и заштитно. Да цитирам еден од учесниците во јавната расправа. Водно во суштина е пошумувано од многу други аспекти. Од аспект на поројни дождови, од аспект на ерозија, кои што претеле да влијаат на градот, односно да оневозможат еден добар живот и воопшто биле животоопасни по градот. Направени се еден куп експертизи и врз основа на тие заклучено дека е неопходно пошумувањето и е извршено истото. Вредноста на водно е секако голема, но не е поголема од потребата за заштита на граѓаните на Скопје, додава Стојановска од иницијативата Го сакам водно. Со ваква замислена заштита се деградира зачувувањето на водно, не се зголемува, туку обратно се намалува, заклучува Стојановска. Се намалува зоната која што е заштитена, ги отстранува веќе уништените подрачја, тоа е зона на одржливо користење. Тоа е околу 39-38 нешто проценти од вкупната заштитена, нова предложена заштитена зона, во која што сега ќе биде дозволено да повторно има можност за изградба на објекти за домување, хотели и слично. И сега тука градот настапува со како да кажем образложение дека ќе се прави еден план за управување. Верувајте, градот како субјект кој што и досега управувал со водно, значи сега повторно ќе управува, ако не бил во можност да спречи наплив на урбанизмот во рамките на водно, сега вели ќе дозволиме градба, ама ние ќе внимаваме да тоа биде контролирано и во рамките на законот. Зашто оставаме простор за еден правен вакуум каде што тоа може да биде максимално злоупотребено? Дека водно мора да се заштити од целосната понатамошна урбанизација, сметаат и жителите на селото Нерези. Општината и градот воопшто не се заинтересирани да го зачуваат она што го имаме, велат граѓаните. Се слагам со градењето, тоа не може да се зостави, али треба да се направи барам еден урбанистички план. Е асфалтиран наново, место да се тоа што е направено пред 50 години, тој беше подобар пат него сега овој што е направен патот, затоа што имаше сливник, го извадија плочите, Божем го проширија, уште го постесна, мислим дека треба да се прошири патот барам метро и пол. Од повикување на оваа постапка веднаш и земање предвеците аспекти и експертизи, а со тоа ќе се дојде до еден специјален закон кој ќе толкува што точно смее, а што не на водно, а ќе нема ниту можност да си го толкува законот секој како што сака, е заклучокот на иницијативата Го сакам водно.